Експертите контра градоначалничката. Мостот Беласица нема да биде пуштен во наредните 3 месеци, дури и веднаш да почна детални испитувања. Иако Даниел Арсовска тврдеше дека мостот наскоро може повторно да биде ставен во функција, градежниците велат дека мора да се направи сериозна анализа. Деканот од градежниот факултет детално низ слајдови ја опиша конструкцијата на мостот, од каде можеше да се види дека работата е многу сериозна, не паушална, како што периодов кружеле информации во јавноста. Внатрешните сили што ние ги добивме, а биле во фазата на пожарот, во времето на пожарот, се два пати поголеми од оние со кои е проектиран тој пресек. Но е доволно точно за да ни отвори соглед дека треба да отвориме очи и да истражуваме подетално. Ова пати 2, значи дека сите коефициенти на сигурност се истрпени. Овде разликата била можеби 700 степени. Зависи од тоа каква температура разлог. Еве ако е горе 80-800, доле може да биде од оние странични, може би 40, 50. Ама таа температура е огромна. Уште пред еден месец Даниел Арсовска тврдеше дека мостот само што не бил пуштен, но за почеток рече само за пешаци и велосипедисти. Очекуваме дека согласно на кое што го имаме иницијално дадено од оние први аускултации и мерења кои што се на мостот, дека нема да треба некои навистина големи интервенции на истиот. Сите, верувам, граѓани знаат дека нивната безбедност и сигурност е нешто кое што е на прво место. Пожарот што избувна на 12 мај ги зафати цевководите од долниот дел на мостот, низ кој поминува системот за грејење од топлификација, при што според проценките на експертите се достигнала температура од 1000 целзиусови степени, повисока од точката на топење на металот кој е во неговата конструкција. Од пожарот изминаа 2 месеца, а надлежните ниту открија кој го предизвикал, ниту засега се презема конкретни мерки за негова санација. Инаку мостот Беласица е една од клучните сообраќајни артерии на Скопје, а неговото затворање само дополнително го зголеми хаосот кој владее на улиците и булеварите.